Така е, добро вечер и добро дојдовте во ново издание на Никој да не знае. Паролата, верувам, веќе ја знаете. Никој да не знае, освен јас, вие и нашата гостинка. А која е таа, неколку збора чисто за најава. Никогаш доста од бината, гласно ќе ви рече нашата гостинка, затоа што незиниот немирен дух не ја дозволува да се откаже од тоа што го сака. Колку што јас ја познавам, станува збор за девојка која секогаш има што да каже, и во однос на вакви јавни настапи, но и однос на она што го изведува на сцена. Се издвојува од другите, многу на нашата сцена. Таа е доказ дека сонништата се остваруваат. Не видов што кажа незините другарки, ќе го видиме тоа заедно. Но знам дека таа не може без музика, како рекла самата, бина и луѓе. Ќе видиме по кој редослед сега се нештата. Ова е кажано во интервју од 2023 година. Калина Вилковска, Кали, во ова Никој да не знае, здраво живо. Здраво живо и добро ве најдов. Вака е се или има некои промени во однос на најавава? Многу е точно реално. Сега да промени не може да нема од 23 до 25 се се случува во текот на една година, па камоли две. Меѓутоа суштината не е променета. Без бината ништо. Да. Велиш вака, почнувам веднаш со некои извадоци од интервјуа, чисто за да земеме нели повеќе и да те инспирирам тебе можеби за нешто да додадеш во таа твоја приказна. Од секогаш сум живеела шарено и динамично и често моите одлуки ме принудувале да излезам од удобната зона. Особено кога станува збор за избор на образование, професија и пасија. Откако собрав храброст, велиш и одлучив дека музиката ќе биде мојот единствен избор и определба, патот ми се осветли, а условите ми се подобрија. Токму така. Што се случи? Одлучив дека деневната работа или day job Добра. ќе го напуштам, ќе дадам конечно отказ и ќе одлучувам само единствено да живеам професионално од музика и се што носи музиката. Што беше претходно се што работеше, Кали? Немате толку време денес, се извинувам, да. Се што од маркетинг агенции, пиар агенции, агенција за недвижнини до фармацевска компанија. Значи, се што. Па не, од секогаш сум сакала да експериментирам, да ако има шанси да научам, нешто повеќе, нови вештини, мислам, тоа секогаш ме влечело како страст било, да се развивам. Да се развивам и да се откривам на тој начин, да видам каде е моето место под ова сонце, затоа што сметам дека кога сме многу мали и млади, реално, јас им завидувам на оние кои што знаат точно што сакаат, да се разбереме секоја чест. Знаат што сакаат. Секоја чест. Јас бев дете кое што навистина многу сака да шара. Добро, што значеше шарање? Ајде кажи ни. Музикава каде беше во тој план? Од дете беше ти онаа која што нели знаат твоите дека знаеш да пееш, ама ти некако потајно не знаеш дали се барам себе си, што беше? Па, драга пријателка на мајка ми откри дека ова мало детенце, односно мало мајмунче или папагалче што сака да имитира се и се уште на 4 годинки има доволно развиени афинитети за да може да се занимава професионално со музика, односно да започне формално образование, така да завршив ниже, свирев клавир и пеев по хорови. И веќе кога требаше да се запишувам средно училиште, во тој момент и родителите велат, ајде дете, учи нешто паметно, мудро, немој да бидеш во уметничките. Не можете се. И сите мислеа дека или ќе станам доктор, или фармацевт, или технолог, кој што ја се запишав после на факултет. Мајко мила, што одбра средно? Гимназија. Гимназија, за да избереш што потоа. Да, мене тоа ми беше така фрустрирачки сиот тој период, морам да признаам дека не сакав на никого, бев онака лута постојано, не сакав да кажам дека знам воопшто ни м од музика, па камали да пеам или нешто професионално. Меѓутоа тоа е, нештата секогаш се врзуваат на крајот од денот за нашата суштина. Патот секогаш се осветлува кога нешто многу длабински се сака. Така да во 2006 јас веќе бев студент, веќе бев на студии. Меѓутоа на студии што? Биотехнологија. Мајко, мила, Кали бе. Добро, супер приказна, продолжи само. Да. Инспиративна е оваа за сите што не гледаат. Дека никогаш не е доцна за, нели да речеш не за, нели оставам све на страна заради тоа што животот е еден интересен циркус кој што треба да прифатиме дека е токму тоа и да играме према тоа. Треба да знаеме, да умееме како да се направиме среќни, а за среќа е потребно труд. Затоа што е наједноставно да се биде мизерен и да се остане во комфорт зоната тоа што пред малку го имаше прочитано. И сега заврши факултет, биотехнологија? Не, сменив, отидов друг факултет. Тоа е многу интересно, уште станува поинтересно. Битно бината ја видов во 2006 и тогаш разбрав, сватив сама со себе, одлучив дека ова нешто е мојата есенција и јас морам да најдам начин како да се вратам дома. Просто. Како или кој беше оној кој што те препозна и рече дека ти треба да бидеш предгрупа на еден таков голем бенд?
Моите драги другари од бендот, со кој што јас бев пратечки вокали за почеток, со едни 2-3 проби, Steel Temple се, инаку другарите, поздрав. Млад power heavy metal бенд. И едноставно ја смумлав онака у друштво, нели, нормално, друштвени игри, нешто. И забележа, ти случајно вака да не имаш занимавано со нешто музика. Не, џабе, толку беше. Направивме проби. Long story short, помина феноменално настапот. Баш онака огнено крштевање и од тој момент кога видов чад машини, над 2000 луѓе народ, просто сватив дека тоа е моето дома. Кажи само за пред кој бенд пеев? Whitesnake. Ти... Не е било што, Не е било што. Не е било кој него легендарните култни Whitesnake. Така, и сега кога тоа се случи, толку беше, заврши другава кариера или уште имаше барања? Не, цело време продолжувам да се барам, меѓутоа во тој момент одлучувам дека музиката мора да се врати во мојот живот и како ја носам таа одлука, таа навистина си го најде патот. За веќе од 2007-2008 конечно да почнам и професионално да се занимавам, значи да заработувам за живеачка, да си ги терам студиите, сите оние други планови покрај музиката. А 2019 е заклучна годината кај што одлучувам дека ќе престанам да ги правам сите тие други додатни работи и просто ќе се предадам, условно кажано, во она каде што навистина се чувствувам своја. Најсвоја, да. Во исто во овој интервју велиш накратко ниеден успех не доаѓа преку ноќ и барем не оној со трајна вредност, затоа е потребно време, трпение, жртва и работа. А штом си го пронајдете своето место под сонцето, ништо повеќе не се чини толку тешко. Така ли е? Не е тешко сега веќе кога знаеш што сакаш и кога знаеш дека тоа ти исполнува и кога знаеш дека тоа е задоволство. Тоа е најголемото задоволство. Не би го променила во ниеден случај. Сега ова е здраворазумна донесена одлука, која што со гордост и со радост ја живеам, без разлика што во секоја нели професија сите имаме обструкции, тешкоти, што е многу нормално, било што и да одлучиме, важно е да се сака тоа што се работи, а јас го работам со целосна љубов и страсти за тоа и така ми изгледа динамичен или откачен животот како што некои мои пријатели ми луваат тоа да го кажат. Да, така вели едната од твоите пријателки која што ќе чуе. Јас не знам кој што коментира, не знам што. Само тоа го чув и велам не, ќе останам доследна дека нема да гледам ниту Ана ниту Сара што кажале за да се изненадам и јас. Јас не знам така да верувам и дека и мене ќе ми дојде како изненадување. Да. Добро, Кали, потоа тргнува се поинаку. Зборувам бендови, шаранулика, да речеме, и во однос на сцена, и во однос на, не знам, од андерграунд, авангарда до мејнстрим. Таа е тенка линија, ама ти си цело време тука некаде внатре. Балансира, да. Просто и мојот карактер е таков, јас едноставно не можам на едно место да седам. Не можам да изберам едно. Не сакам. Не само што не можам, туку не сакам. За мене да се биде уметник, креатор е нешто кое што е постојано променлива работа затоа што е многу органски, затоа што ние се менуваме во текот на живеењето, ги менуваме ставовите, фундаментот е еден и принципите кои што ги развиваме со текот на времето ќе бидат постабилни, меѓутоа жанровски не би сакала никогаш вистински да се запечатам во еден формат. Просто сакам да уживам во процесот на реинвенција, откривање и учење на нови нешта и да видам до кај ми се границите. Затоа велам надвор од комфорт зоната, зашто само така можам да сватам јас која сум. А ако јас се разберам која сум, на другите многу поедноставно ќе им биде. Така. Зимаше часови пеење или тоа беше тоа што ти го дал, како велат, од Бог дадено и тоа е тоа? Никогаш само сум за соло пеење хорски. Да, хорски сум била дел од хорови, што значи сме работеле со диригенти, сме работеле со... Јас единствен допир со реални вокални тренери имав периодот кога бев во Бугарија, гласот на Бугарија. Да, ама тоа е затоа што и самиот концепт и продукција тоа го нуди на сите учесници, надпреварувачи, така да тоа беше навистина чест и задоволство да се работи со такви имиња, сериозни професори, сериозни стручни лица во тој сегмент. И за мене големо уживање затоа што прв пат се почувствував во животот дека не морам ништо друго да правам освен тоа за кое што сум дојдена. Што кај нас овде па не е баш приказната. Тука си се. Тука можеш да си самиот се. Менаџер, се. Човек, фирма. Ајде да се вратиме тогаш на Бугарија. Како стигна таму?
Како те однесе приказната таму? Насилно. До некаде. Јас никогаш не сум сакала. Не сум ги сакала надпреварите, затоа што мислев дека 90% се шоу. Се наместени, така. И се наместени вообичаено и луѓето не ми се допаѓа кога си смејуваат на некој што можеби не му е местото баш во тие води. Така. И не се чувствував дека сум баш дел од. Не сум била никогаш ни дел од некаков мејнстрим, искрена да бидам, и просто не ми беше мене тоа природно. Меѓутоа ета на мој настап со драг мој бенд, со матичниот тогашен бенд, сосема случајно беа дојдени ради турнеја која што беше соработка помеѓу Македонија и Бугарија во тој период во нашиот матичен град и кастинг агентката, суштина директорот на кастингот. Добро. Идејќи си према сопствениот смештај пешки од концертот тргајќи, слуша дека има некаков настап и вика ова седе ли е, пуштање музика ли е, или е во живо. Да. И сваќа дека е во живо, зима криглата пиво и одма тука вака бум пред мене, ја гледам дека многу се забавува, викам ова не е македонка 100% што вака се забавлja. Како се забавува? Игра, пее, се прави, едноставно не е дојдена за да биде видена, дојдена да си помине убаво. Така. И ме искомуницира и ме изнамоли да се појавам на следниот ден аудицијата. Не сакаше, во принцип не. Да, ама и бендашите ме убедија. Сите ме убедија во мојата поблиска околина што беа присутни. И следниот ден просто заминав таму кај нив да видам што, како, зашто. Ми направи едно изненадување затоа што јас не знаев дека поголемиот дел од екипата е веќе дојдени вечерта на самиот настап од продукцијата кој што се. А ги викнала? Ги повика без да ми каже, не знаев, мислев публика, не е нормално. Публика во ред, одлично, супер, сите се забавуваме, убаво ние. Тоа е мојата работа, така јас сум среќна. Кога има аплауз, кога има убава енергија и тоа е се што мене ми исполнува. Меѓутоа следниот ден сватив со кого си имам работа. И за неколку дена веќе јас бев замината за Софија, тука почнува приказната и почнува полека угорницата во мојот живот. Кои беа луѓето од кои што учеше таму? Кои беа оние кои што како ментори беа зададени? Две професорки, и со едната сум се уште во комуникација, Христина Кокорска или Криста како што ја знаат во Бугарија. Таа е еден од најдобрите R&B соул пејачи. И е професор и е воедно ги препеува сите Дизни, познати цртани, над синхронизации, песни, музички, значи фантастична е, немам зборови, тоа е сосема друго ниво на знаење, техника и душа. Имање душа во една. Така да мене ми беше навистина голема чест да работам со таков професионален тим и уживав, просто уживав. Јас не се чувствував изморено во еден миг, иако имавме навистина напорна агенда, меѓутоа ете го моментот, нели, кога сакаме нешто и кога мислиме дека се исполнуваат со нештата, навистина на сите ни е убаво. Без разлика на уморот, и уморот поминува. Да, она што те изненади и тебе можеби е дека таа не им дозволи, сега поправим ако грешам, на другите да бидат твои, така да те земат во тимот, или како беше веќе на еден од настапите каде што тренерот што ми беше не беше дел од комисијата, тренерите се посебни. Добро. Посебни се вокалните тренери, а главниот тренер кај што или ментор каде што припаѓаме, во суштина они меѓу себе се расправа. Разбрав, добро. Се расправа и една од нив го оневозможи другиот да може воопшто да ме повлече во неговиот тим, иако сите во исто време ги притиснаат тастерите. Така да беше интересно за гледање, тоа мило ми е многу онака, убаво ми доаѓа просто на душава кога ќе се присетам на тие моменти. Затоа што и другата менторка имаше еден момент каде што вади штикли, фрла преку седиште зашто се укочи фотелјата, не можеше да се сврти. Шоу. Мислам навистина е пријатно да се гледаат такви реакции. Какви беа коментарите на тие луѓе? Ете кажуваш кое е нивото на тие, до каде се, нели, уметници? Те молам обезбеди ни гратис карти кога ќе имаш голем концерт и страв ми е да сум со тебе на бина. Тоа ми беа најубавите коментари. Што ги добиено такви професионалци, тоа мислам дека и можеби првиот пат во животот каде што се чувствувам малку посигурна во однос на или посвесна, да речеме, не сигурна, посвесна за сопствените вредности, каде треба да се насочам, затоа што има уште многу што да се учи. Да, така е. До каде стигна во таа приказна? До финале. За жал Македонија немаше можности да гласа во ова и нормално дека не можеш да некој што е домашен. Така, меѓутоа тоа не е репер. Победата нема врска со успехот на самиот артист или квалитет, доколку... Што таа ти донесе таму?
Имаше настапи по тоа, те вика, те кане? Ме вика, меѓутоа, за волја на вистината, нашите две земји не беа баш во добри политички односи во тој период. И јас на вистина морав да се повлечам, тоа беше мојата дипломатска природа, која што не сакав да бидам намегдан. Да. А бев. Бев и не беше прифатено добро, поготово не тука, сепак ова е мојот дом, ова е мојата родна земја, јас тука сум израсната и не можам да ги изневерам вредностите кои што ги носам и сум израснала во нив. Така. И затоа одлучив да се повлечам од таа сцена. А таа ќе ти донесеше веројатно многу и таму. Многу повеќе од тука. Да. А и многу често нашата домашна публика кога Кога ќе успееш некој надвор, ќе каже готово некој од страна дека е добар, тогаш навистина е добар. Да. Тогаш некако повеќе веруваме. Меѓутоа така требало да биде зашто нешто друго требало да се случува и тоа е сосема во ред. Се случуваат многу убави нешта во твојот живот, така што не може да си несреќна во тој поглед. Не, апсолутно не. Не знаеш што кажала Ана, а ќе дознаеме Ана Петановска што кажа за оваа наша овде мила убава Кали. Драго на сите, топло ве поздравувам. Јас, Кали, ја знам веќе 10 години, мислам дека преку 10 години, затоа што бев доста помала кога прв пат вака ја запознав. Се знаеме доста долго време и ако можам нешто да извлечам со кое што можам кусо да ја опишам, тоа ќе биде дефинитивно зборот лавица, заради тоа што тоа некако ми е символизира низината храброст, низината смелост што ја има во многу ситуации, низината решителност, нејзиниот порив за да ги заштити своите блиски и некако мислам дека со еден збор ако можам да издвојам тоа ќе биде дефинитивно лавица. Во однос на нејзините мани, на вистина ги нема многу заради тоа што ние толку сме, мислам, тоа е просто како да не знам, како за свој фамилиарен човек некако да разговараме, затоа што на вистина ми е многу блиска. Би рекла само можеби некогаш знае да е брза на зборови, некогаш, ама тоа се и сепак својствени ситуации, така што тоа би го издвоила вака како некоја мана и мислам дека тоа е тоа. Топло ве поздравувам и ви посакувам преубав ден во студио и Кали те гушкам. Слушавме внимателно. Ова со манива ќе искоментираш нешто? Во право е. Во право е? Во право е. Понекогаш знам, некако ме чепне каде што не треба. Аха. Јас во принцип сум многу толерантна, освен кога не сум. Освен кога не сум, тогаш оганото ако излезе од мене, Тогаш непријатна сум. Да, така да во право е. А ова со лавица? Да, лојалноста, заштитата, заедницата, домот, она што вистина значи љубов, секогаш било во преден план кај мене и природно доаѓа едноставно. Така ме доживува и благодарам што така ме доживува. Ние сме навистина блиски, не само како соработници, туку како и пријателки. Да, кога сме кај соработката, докаде, што правите, што се случува, докаде сте со проектот? Нашиот најверојатно и најдраг проект заеднички на сите 4 девојки Сара Мейс and the Girls во завршна фаза припрема за 4 концерти кои што следуваат сега во овој прекрасен празничен месец декември. Започнуваме на 21 во Битола како дел од зимската приказна. Добро. Така да битолчани имаат можност да не гледаат премиерно. Фул, премиерно, повторно како и лани што не гледаа премиерно. Со овој пат со наш личен оркестар во наша продукција со многу изненадувања, со сосема поинаква сценарија, нешто што луѓето се најчесто навикнати да го гледаат на сцена. Потоа ќе бидеме на 28 во Штип во Домот на културата. На 29 ќе бидеме, се разбира, во Македонската филхармонија, тука во Скопје, и на 30 ќе бидеме на плоштадот во Крива Паланка. Охо, богата агенда, богами. Да, добре е. Јас секогаш би сакала и повеќе, ова исто како Сара звучам 100%, затоа што тука сме некаде со лудите жички, меѓутоа на вистина многу уживаме. Многу уживаме во нашата дружба, во хемијата. Толку се погодивме сите 4 да имаме такви некои заеднички нишки на тие наши соништа, амбиции и емотивност сеопшта, прифаќање на светот. Се што е концепт музика, така да максимално се ужива во се. Да. Сега токму поради тие проби секојдневни, така, тие состанувања, поради тоа што имаш настапи во овој период турбо, поради тоа што дојде во оваа емисија, нели, како да речам, од
од завчера за денеска и не е така се како што треба, не сакаш заради сето тоа да биде ова плейбек, така не велиш плейбек никогаш нема да настапам. И заради тоа имаме одстапка, нели? Само кон оваа наша Кали. Ви благодарам многу. Ама следниот пат ќе ни пееш во живо, мислам ако можат бугарите, можеме и ние да те чуеме овдека. Но она што јас сакам да те прашам пред да те чуеме со спот. Дали мислиш дека можеби во Македонија се создадени услови дека секак нешто треба да се спои заради тоа што сите овие гласови како Кали, како Ана, како на сите што ги имаме заслужуваат една таква голема сцена на која што треба да се изведува македонска музика, некое големо шоу, нешто што ќе биде За ова ќе треба посебна емисија. чисто Верувај ми. да те испровоцирам само. Знам, добра е провокацијата во секој случај. Многу ни е потребна. Многу ни е потребна и не е невозможна. Нели? Не е Ама невозможна. на вистинско ниво. Сега не да не биде тоа продукциски Ако да секој еден кој што работи во оваа професија даде малку повеќе од тоа што дава во моментов, ќе биде многу поблиски до тоа што го сакаме. така е. Да. Малку. Да. Ти ми зиде се, уживаме заедно, драги мои, а потоа по рекламите се враќаме со вториот дел од разговорот. Сара Мејсне чека да ни каже што таа мисли за Кали и потоа уште еден спот за крај на ова никој да не знае. Останете со нас. Ова наша Кали ако продолжи да зборува си што ми кажа во ова време, ја не можам да се собарам. Таа можеби знае, а можеби и не знае што све следува. Значи Биби Боби, ова со 4 девојки, така. Така е. Па потоа што друго беше? Па редовната програма Редовна на кабарето, програма, детето дебитола, Добро. па настапите со бендовите во живо. Аха. Значи измешана скара, да има Измешана скара, од да има од сепо сепо нешто. Ето така, за секој посечи вкус. Дали уште вака започнува денот? И морам да ви кажам, таа е една од малкуте, веројатно, или можеби се сеа повеќе. Ја мислев дека нели пеачите, артистите, не знам, уметниците стануваат подоцна. Кога пред некој ден ти прати во 7:30, ти веднаш враќаш, викам, Кали е веќе будна. Вака ли ти започнува денот? Свртена кон сонцето со кафето во рака и полна чинија овошје. Кога имам време. Тоа е незината совршена комбинација за будење. А во последно време и аматирските хортикултурни активности, добро, кои Полна сум зеленило дома, просто од сите страни искачаат растенија. чека, кој ги гледа тие додека тебе не те нема дома? Кога се прибирам, доволно еднаш неделно да се сипе вода. Да им кажеш, не. бе, сакам многу, ќе си Им дојдам пуштам дома. музика редовно, додека вежбам јас. Добро. Тие слушаат музика и така ги усреќувам растенијата, да не ги преглам мептен. Велиш, си рекла се смета за богат човек затоа што е обкружена со убава енергија што инспирира. Си рекла вака, имам убави луѓе кои околу мене, кои носат своја приказна и во моментите на емоционална нестабилност тие се инспирација, мотив и поддршка за мојата насмевка. Животот е една прекрасна игра и треба да му се радуваме. Да не го земаме здраво за готово и да не забораваме дека по дождот секогаш доаѓа сонце. Сега, во оваа комбинација, ја уште само додавам. Кога беше најмногу дожд, кога беше најсилен дождот и кога така те покоси и кога беше најубаво сонцето? Најубаво сонцето беше кога од една обична идеја почнав да раѓам мој продукт и се викаше Kali's Music Challenge. Тогаш најсилно ми светеше сонцето во животот, а најмногу дожд имав пред година и пол, ама мислам дека веќе облаците се расчистија. Готово, веќе сонцето на повидок. Аха, спремна ли си Сара Мејс да ја слушнаме? Сара, бога ми, многу ме интересира што има да кажем, мајко мила. Велиш дека си многу слична во сензибилитетот, така и во начините Па да како речеме сте. дека сме скоро подеднакво откачени за околината. Не знам ти вака дали би опишала, ама како таа те доживеала на првата средба со тебе. Ајде, тоа Сара сакам да Мејс, знам. само тој дел го Тоа слушнав. е многу различно, верувам. Да. Од тоа денес. Здраво, дечки, здраво, Кали, здраво, Кате, Кеј, како сте? Ајде да ги одговориме овие сладки прашања. Од кога се познаваме со Кали? Па, мислам дека не е згодно и лагодно да се раскажува начинот на кој што сме се запознале на телевизија баш. Периодот е кога јас се вратив од Софија, еве ќе кажам како се дружевме во исто друштво, излегувавме, така е првиот пат кога ја запознав Кали. Првиот пат кога ја видов и ја запознав, искрено бев онака забезекната од неа, пошто она е една појава која што
нели ако ја запознаеш особено во подоцнежната возраст, ајде не подоцнежна до толку, туку сум имала јас 22-3 години валјда тогаш. Значи бев онака, вау, си викам девојчева, види како изгледа, види како пее, уште па и од близко кога ја запознав, викам оваа мудрица. Значи тотално одушевување на секое поле, сега не да се фалиме, ама тоа е вистината, дечки. После со Кали имавме можност да работиме на еден мој проект Floating Through Space with Sara Mays, кај што Кали пееше заедно со Теа. Тука почнавме онака многу да се сакаме, многу да се дружиме, да си помагаме. После тоа реално на професионално имавме една соработка кај што овој пат она ме покани на нејзин проект, односно времето кога го правеше Kali's Music Challenge и јас бев гостин со Парле во Францеза Скопје. Тогаш ја снимивме. Тоа беше исто едно преубаво искуство. После тоа се дружевме за 4. Ја поканив да испее една моја песна на Макфест, кај што она ја изнесе песната зверски како што и само она така може. А за приватните дружби, не знам дали исто така е погодно за да се изнесат на телевизија. Така да ќе ги премолчам. Само ќе кажам на кратко дека стварно многу се дружиме, особено и во последниве неколку години со квартетот. Онака ни се има случајно некој бондинг многу силен, кај што сме преживеале до собраќајки со идење у сведоци, у осигурителни компании. Калина е екстремно паметно девојче, екстремно елоквентно девојче, права уметница, права мудрица, да не зборам како пее, како изгледа, екстремно многу добра другарка, екстремно многу голема поддршка, екстремно многу позитивен и забавен лик, екстремно многу добра домакинка е, неверојатна домачица е. Значи, Калина е една прекрасна особа, вака на кратко, мани, Калина мислам дека нема, значи толку убави работи, кажав, кај има тука место за мани, мислам, мани, дури ни у стайлингот не може мани да и најдам, човече. Кои се маните на Калина? Многу долго се шминка, еве да речеме. Не, ни тоа не е, ама нема врска. Кои нема стварно мани, ајде сега ќе мислам, кратете ме тука, направете ми кат на ова. И што друго требаше да кажам? Прашање до Калина да поставам. Калина, изрецитирај го текстот од Carols of the Bells. Ве сакам, чао, дечки. Кали, ке се собераш до крај. Чекај да кажам колку минути има. Можеш да се смееш со 6. Значи, ова е Сара. Добро. Супер си, топ си, одлично си на бот. Го знаеш текстот. Многу ја сакам. Сара, бе, денеска другата ја спремавме године си джентлмен сега за Carol of the Bells. И Carol of the Bells нема С таму. Ние се расправаме цело време, си влагаме у детали, Добра. значи да не гледа некој од страна ќе рече стварно девојки. Овие нема се мрзат до дното на душата. Не, се гледа дека премногу се сакаме, ама кога ќе влеземе во жустрото да се работи, он е толку многу еден прекрасен, амбициозен музичар. Оно што најмногу ми се допаѓа кај Неза е тоа што кога ќе се фати за нешто, го носи до крај. Без разлика какви нешта се случуваат меѓувремено и да. колку е тоа тешко. И работи, оваа девојка сериозно работи. Секогаш мене тоа ми било најголемата фасцинација и затоа ми било радост од прва, кога првиот пат ми се јави, дали сакаш? Јас само реков сакам, не ни слушнав што има понатака 3 точки. Просто многу едноставно комуницираме. Знаеме се, читаме, а како другарка, навистина морам да кажам дека постојано учам и од Незе, многу, заради тоа што има една душа планина. Која е четвртата девојка всушност? Ана? Сара? Ти? И Теа. И Теа. Да, Теа. Без Теа нема ништо. Теа е госпоđа професорка класна. Значи, она која ќе не собере сите фино лепо, и она е најчесто заслужена и за вокалните аранжмани на самиот квартет, сепак тоа и е професија. И е толку педантна во се што работи, а е толку скромна. И просто ние сме тие што ја гураме екстроверткиве Сара и Кали, нели нормално ќе бутнат, а Анчи ни е
посебна димензија. Не можам, стварно не знам веќе што да кажам. Преиска сакав баш да се да се убацам, што би рекле. По-скопски. По-скопски, да. Па ми замерија дека сум звучала како Бранка Станковска кога се обраќам. Дека не ми било соодветно на годините, па еве се обидувам да се подмладам во мојот вокабулар, дами и господа. Затоа да ги насмеам малку со жаргони. Да. Што текстот? Не, добро, те молам само текстот нема. Текстот да, па не, не, ќе вадам телефони, не па можам. телефон ќе извадиш и до крај, тоа ќе ти биде предизвикот. Па ти само со предизвици ќе ги тераш другите. Да, така па добро. Не, Занчи сакаше нешто да кажеш, за Ана Занчи сакам да кажам дека веројатно е еден од најдобрите вокали што се имат родено на нашите простори, женски мислам дека вокали. како вака, како тк допрана од Господ. Да. Не само како талент, туку како човек. Да. Толку е посебно што не знам веќе како да се изјаснам за нејзе. Просто ми го топли срцето. Да. Кажи ми, што е она што не сме да се кажа, што правеше Кали во тие први средби со Сара Мейс? Што се глупиравте толку, вие знаете да се забавувате добро, тоа секако, да, ама сега тоа е нешто измешано малку и со провокацијата во песната 4. Сега некој од нашите кругови тоа е ваш хумор всушност. Па да речеме дека имаме некои заеднички аспекти во нашите минати приказни. Разбрав. Ете така. Тоа е меѓу редови некаде. Меѓу редови некаде, така подраскажани. Тоа беше специфично и заради тоа и така се нафативме да го направиме, да баш композицијата да испеам јас од сите луѓе. Не баш било кој, туку едноставно таа почувствува дека е нешто што треба баш за јака провокација да го направам јас. И така се сплотивме максимално. Одлично. Никогаш не сме биле ние луѓе кои што имаат било какви предрасуди или некои табу теми или не сме функционирале по шаблони. Секогаш сме ги сакале луѓето и сме ги прифаќале за се она што го носат со себе. Што значи дека не сме имале никако задршка во формирањето на нашето лично другарство. Така е. Навистина немам од што да се пожалам. Во основа сум немирен дух, веројатно затоа и се занимавам со сценска уметност, со нешто што може да го култивира и соодветно да го скроти мојот темперамент. Како и секој предизвик на бината, никогаш доста од бината, си рекла оваа 2023. Што и да ми се случува, знам дека сакам да сум на неа, што е можно подолго и таа да ме однесе што е можно подалеку, а деталите околу овие жилби сами се кристализираат со текот на времето. Дали има некои отстапки сега во мигов од оваа Не, изјава? напротив, тоа е само развој. Постојано се развива и се менува, но пак е во шините на тоа што го имам кажано тука. Да. Значи бината е местото каде што си најсрекна. Јас мислам дека баш и девојките воедно, сите што ме познаваат, кои што имале можности да работат со мене во текот на изминатите години, на кој следната година правам 20 години од појавувањето на сцената. Ке има ли солистички концерт тука? Шајде да ти спровоцирам. Да. Заради оваа бугаркава, нели си, мислам, таа сакала да те види на... Веројатно ќе ја поканам баш неа доколку тоа се случи, ама едноставно одлучив и научив дека треба да одредени работи треба да се молчат додека не се случат. Така ми вика титка ми. Цел живот. А јас знам да се да се екстроверти. Така нели сакаш да кажеш нешто што сакаш, така. Меѓутоа ете животот ме научил дека треба да бидам малку помолчилива, односно мудро да одберам кога треба и кога не треба да споделам нешто. Бро, ќе ни кажеш кога е време. Ќе биде, меѓутоа да, сцената знаат сите дека треба да ме биде мене редовно отлу кое што го газам, затоа што ако ме тргнеш од сцена станам неподнослива. Кај се гледаш за 10 години, Кали? Секако на сцена си уште, само поголема и со многу бројна публика. Сцена, секогаш сцена. Сцена. Апсолутно. Јас ти посакувам да успееш стигде да стигнеш. Ова не знам октопод дали ти се доволни тие 8 овако пици, ти треба повеќе. Тоа е хеликоптер барем 15 минути од едната страна до другата страна на Македонија да ми биде потребна, затоа што сега со Safe City малку тешко се постигнува било што. И за крај ја слушаме она за која што зборувавме во меѓувреме четвртка. Така, ти благодарам за оваа искреност. Благодарам многу на поканата. Благодарам и за присуството и за искреност. Да се прави вака искрен и едноставно пријатен разговор. Пријатен и топло разговор. Истото го мислам, ајде да не се фалиме, доста беше. Одиме со четвртка на Кали и завршуваме, се гледаме утре. Чао.